Подобрувањето на политичката клима во државата и тоа како придонесува за подобрување на бизнис климата во Македонија. Со какви мерки и на какви начини ќе се поддржуваат домашните инвеститори? На оваа тема разговараме со нашиот гостин. Велам добро утро за господин Зоран Шапорич, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијска клима на домашните предпријатија. Добре ни дојдовте во Македонија на утро. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија и на утринската програма. Пред неколку месеци бевте гостин, дискутиравме за многу мерки и начини на кои што се поддржуваат домашните инвеститори, но имаме многу новини на оваа тема. Разговорот го започнуваме разбирливо поврзано со Законот за финансиска поддршка за домашни инвеститори. Начинот, условите на кои што сите оние кои што ќе сакаат да инвестираат во нашата земја, ќе можат да добијат финансиска поддршка. До каде е процедурата? Како што знаеме, пред 3 месеци е усвоен Законот за финансиска поддршка, пред месец и пол подзаконските акти и рокот за апликација тече, денес завршува. Значи, сите оние што инвестирале, домашните инвеститори, согласно Законот за финансиска поддршка, што ги исполнуваат условите, аплицираат. И домашните и странските. За странските се веќе познати процедурите, тие ќе аплицираат во ТИРС, а овие домашните во една служба во Агенција за странски инвестиции, каде што има посебно, и тие, оние што инвестирале, значи, во опрема, во хали, потоа во развој, во сертификати, аплицираат согласно формуларите кои се поднесени, односно усвоени со цел да им се олесни процедурата, аплицира заедно со завршната сметка, значи не е однапред не се инвестициите, и тие потоа ќе бидат сите обработени и потоа ќе бидат доставени на втор филтер, комисија при владата, каде што учествуваат вице-премиерот за економски прашања, министрите за странски, јас како министер за домашни инвестиции и министерот за економија, и тука ќе се разгледуваат како втор еден филтер, така да по едни строго определени критериуми, така да убеден сум дека нема да има никаков субјективизам. Сите оние што инвестирале ќе можат, затоа се предвидени околу 40 милиона евра, тоа е во буџетот, тоа е фактички првиот столб. Значи, инвестиции во опрема, хали, сертификати за извоз, потоа она што е многу значено во развојно-истражувачки центри, во введување на нови технологии, тоа е прв столб. Вториот столб е зголемување на плати над 18.000 денари, исто така може да аплицираат, и третиот, кој што веќе функционира, тоа е при фондот за иновации, каде што се поднесени преку 200 апликации. Значи, јас лично очекувам да има масовен одзив, но вистинскиот ефект од овој закон ќе биде, мислам, дури до година, бидејќи сега се запознаени овој домашните инвеститори, но се разбира овој ефект ќе има влијание и до година, и мислам дека ова политика, оваа мерка на владата, изедначување постепено, значи, на домашни со странски, до сега имаше поддршка само за странски инвеститори, сега имаме и за домашни. Тоа е само еден почеток. Јас верувам дека ова година ќе покаже во кој правец понатаму треба да оди. Законот не е Библија да не се менува, може да се менува, ќе ги видиме потребите, но она што е важно дека законот е донесен во постојан диалог со стопанството, со бизнис секторот, и она што ќе значи понатаму исто така ќе биде изменувано согласно диалогот со нив. Македонија секогаш имала интерес за инвестиции од диаспората, односно македонците кои што се иселени надвор од нашите граници, но никако чувството е дека низ годиниве не се правило нешто многу на оваа тема. Работите се менуваат. Кои се новостите на оваа тема? Јас бев еден од иницијаторите да во овие мерки влезат и мерките за диаспора. Се разбира, потребна и поголема промоција. Ќе видиме како ќе биде оваа година. До година мислам дека повеќе ќе биде. Бидејќи ова што го инициирав, тоа е баш од средбите со бизнис секторот, каде што имаме многу успешни фирми кои се вратиле на наши повратници, да кажем, кои мали и средни предпријатија, се пред се мали, кои што укажуваат дека во некои земји во регионот има такви мерки, и таа мерка ја промовирав и пред 6-7 месеци, мислам, во вашата емисија.
и ќе биде дополнително, значи 10% за диаспората, но верувам дека овие мерки ќе се развијат, бидејќи диаспората имаше голема улога и сега има во развој на економијата. Не само преку дознаките кои доаѓаат, дали на формален и неформален начин се проценува некаде дека околу 500 до 600 милиона доаѓаат, меѓутоа и на неформален или она која доаѓаат, дека нивниот прилив е овде блиску до 800 и преку 800 милиони евра, но исто така интересот е дел од тие средства да се инвестираат, односно да се вратат оние кои стекнале одредени искуства, вештини, капитал, но исто така нивната улога е и сега голема, бидејќи тие служат за поврзување на нашите фирми со странските компании, за изнаоѓање нови пазари. Тоа е една од мерките покрај овие другите, потоа за изнаоѓање на нови партнери, така да улогата на диаспората е се поголема и мислам дека во иднина треба да се стимулира и ќе допринесе еден дел, се разбира, не може преку ноќ да дојдат сите, него да биде таа мерка се поатрактивна и дел од диаспората. Јас знам за неколку такви случаи оваа година, но до година мислам дека ќе бидат повеќе, бидејќи ќе бидат стимулирани додатно да се вратат под одредени услови кои ќе бидат во подзаконските акти направени. Споменавте дека често одржувате средби со бизнес секторот во контекст на ова. Што велат тие, што ни во моментов име најнеопходно за подобрување на состојбата со инвестициите во Македонија? Па значи имам чести средби, не само овие да кажам преку регионални средби, преку комори, него баш онака тет средби со преку 120 компании. Тие прво укажуваат, ги подржуваат генерално овие мерки за финансиска подршка, се разбира бараат и повеќе во иднина, ќе видиме како ги се одвијат, предлагаат некои нови механизми. Едно од барањето беше да во иднина, бидејќи законот предвидува подршка за опрема која што е ново набавена, значи ново произведена, тие бараат, посебно малите фирми, велат дека нив немаат финансиски потенцијал да набавуваат нова, бараат подршки и за постарата опрема, но исто така тие искажуваат задоволство за побрз поврат на ДДВ. Тие повратот на ДДВ веќе 10 до 15 дена, порано беше 90 дена, 120 дена, така да им овозможува незаробување, односно ослободување на нивните средства, тие средства се нивни, да можат да работат нормално, да инвестираат. Се разбира, посебни проблеми има кај текстилниот сектор, кој што вработува околу 37.000 луѓе и околу 5.000 во чевларскиот сектор, кои имаат одредени проблеми. За нив се мерките малце би рекол полабави, бидејќи тие не мора да имаат економски раст, но сите оние средби укажуваат дека во Македонија фактички се соочуваат голем број на компании со недостаток на работна сила, посебно на квалифицирана работна сила, така да се заинтересирани за овие мерки за поддршка за плати за новоотворени работни места над 18.000 денари. Само со извоз, со производство, со развој на технологија може да ги задржиме, односно да го намалиме одливот и на млади, но и на луѓе од средна генерација, бидејќи компаниите укажуваат дека навистина се наоѓаат. Се разбириме и некои други работи, но е во друга прилика. Официјалните статистики на Европската Унија велат дека преку 10.000 фирми годишно во ЕУ одат во стечај, без работни позиции остануваат над 1.700.000 луѓе. На оваа тема во Македонија има две новости. Од една страна, наместо стечајна постапка и ликвидација, компаниите да се реорганизираат, да се изврши нивна санација за да продолжат со работа, а од друга страна, иницијатива за полесно затварање на фирмите. Ајде сега и двете да ги опфатиме. Па еве, ние прво се соочуваме, мора да измениме регулативата за стечај. Имаме голем број на фирми каде што стечајите трајат по 10-15 години, се уште нерешени. Таму се проблеми од имотно-правна, доверители, хипотеки, така, судски постапки, долги, така да мислам дека овој закон мора да се менува. Но би напоменал исто така дека за откуп на фирми кои се во ликвидација, стечај, така натаму, согласно законот за финансиска поддршка, исто така следува додатна, односно предпријатија со потешкоти било кој следнува додатна стимулација, односно поддршка од страна на државата кои се вклопени во овие мерки. Сега, од друга страна, исто така, можеме да зборуваме кај нас процедурата за отварање фирми во последните години, навистина е доста упростена и брзо се одвива. Одреден број на бизнис секторот реагира дека
кај нас процедурата е за затварање фирми многу бавна и се разбира тука државата мора да се заштити од одредени злоупотреби и така натаму, но некогаш едноставно од неактивност, од X причини се иселиле луѓето, многу бавно се затварат. Јас инициирав измена на законска регулатива и поднесов иницијатива до Министерство за економија, прифатене, формиране работна група од мојот кабинет на заменик на председател на владата за економски прашања, Министерство за економија, Централен регистар, за да се направи анализа, а потоа и измена на оваа законска регулатива. Сега, ако зборуваме за стечаите, тие се офатени, знаете, некаде преку околу 5700 додатни со новиот закон за надомес за оние кои што го исполнуваат, кои што биле во компании, кои биле претежно во доминантна собственост и кои што имаат одреден број на години. Сега е барањето од одредени стечени работници, некаде се работи преку 1000, мислам околу 1000, да се испрли она така наречено вина волја, односно оние работници кои во тој момент биле префрлени, без разлика со нивна или без нивна волја во одредени друштва, кои произлегле од тие државни компании, да и тие бидат офатени и така да речам условно кажано се направи ублажување на една, да речеме, историска неправилност или историски проблеми при приватизација на државните компании. Наредниве минути би сакала да продискутираме за една тема која што и тоа како би можела добро да се развие во Македонија, како мрежа е веќе воспоставена и одлично функционира во Америка. Американските претприемачи кои што имаат одлични идеи, а немаат пари, начинот да ја развијат својата претприемачка идеја го бара благодарение на средствата на така наречените бизнес ангели. Тоа се најчесто менаџери во пензија, кои што не сакаат да се повлечат, ајде да речеме, од бизнисот и од делувањето, па наоѓаат вакви начини како да им помагаат на младите предприемачи. Има ли услови за развој на мрежа на бизнес ангели? Па неодамна присуствуваше господин Бајберс, председател на Светската асоциација на бизнес ангели, кој што инициираше измена на одредена регулатива и потикнување на инвестиции во Македонија согласно искуствата во одредени земји. Во таа насока, ние заедно со бизнес секторот, мојот кабинет и јас организирав еден форум, каде што представниците на Министерство на финансии, Министерство за економија, Централен регистар, УЕП и сите други, бизнес секторот, се зборуваше околу проблемите и потребите и начинот на кој што да се развие ова мрежа. Кај нас постојат минорни, многу мали такви случаеви, се разбира, се отворија одредени дилеми, ние ќе организираме уште неколку такви панели, потоа ќе поднесам јас информација до владата, каде што ќе биде и официјално работната група, бидејќи овде мораме да бидеме внимателни во некоја рака, тоа е потреба, во светот 50 милиарди се веќе инвестираат на овој начин, постои одреден интерес, исто така и Европската асоциација на бизнес ангели изразува одреден интерес да делува овде, се разбира, тука треба, тие бараат олеснувања на регулатива и затоа е потребно да се развие и се разбира државата да се заштити од одреден, да речем, нечист или сомнителен капитал. И сето тоа треба да се усогласи, понатаму да се види во кој правец ќе се оди. Тоа за волја вистината 2015-2016 почнала иницијативата во претходната влада, меѓутоа најверојатно ради политичката криза, ради одредени услови тоа е замрено. Во светот, кажав, тоа функционира, кај нас е многу малци. Тоа се инвеститори кои инвестираат во така наречени ризични инвестиции, кои се спремни да инвестираат и се разбира бараат одредени погодности, поволности, кои пак ќе значат измена на законска регулатива од една страна, а од друга страна заштита од државата. Но, оно што е значено, ова светска организација за бизнес ангели веќе потпиша договор со институтот при економскиот факултет во рамките и со универзитетот Кирил и Методи, така да е воспоставена една формална можност, една формална рамка за соработка и движење. Ние заедно со економскиот факултет, со универзитетот Кирил и Методи, со овие сите други субјекти, но пред се
одиме како влада, определени сме да го води тоа бизнис секторот, стопанските комори, тие да го водат, ние да им даваме подршка и да понатаму заеднички видиме каде во кој правец треба да се движи измена на законска регулатива, бидејќи потенцијално би можело да биде, ние сме мала земја, имаме потреба од капитал, искуствата треба да се анализираат од другите земји. Мислам дека за еден релативно среден рок ќе може да се развие, бидејќи ние имаме сега некои мрежи, но тоа се навистина мали. Потребите се различни, некои викаат измена на регулатива, строга регулатива, некои викаат не треба премногу регулатива, одредени субјекти кои имаат искуства во тоа, како да се постават институциите, но во главно е државата да создаде само една регулативна и контролна рамка, да не се меша премногу со голема регулатива, да не ги оптеретува бизнис односите. И прашање кое што не можеме да не ви го поставам, со оглед на тоа што не сте ни гостин во Македонија наутро, решавањето на статусот на стешајците долги години беше жешка точка, болна тема, но има новости на по ова прашање. Последните информации вела дека околу 5700 лица ќе бидат опфатени со измените и дополнувањата на законот за стечајци кои го усвои владата, што значи дека ќе земаат примања се до нивното пензионирање. Па тоа, согласно овој закон, некаде околу 5 тие поединечно аплицираат, има проблеми, ние сме во контакт, одржав неколку и со Министерство за труд и социјала, и со второстепена комисија, и со Агенција за вработување, каде што се поднесуваат, имаме координација во тој дел и во придонесувањето на законот, бидејќи 5700 се веќе офатени, предходно пред неколку години 1000 и нешто, значи околу 7000, и сега евентуално има од иницијатива, мислам дека ќе биде прифатена, да се олеснат уште малце олабава тие услови за оние кои што биле во државни компании, како што кажа, префрлени, така да некаде околу 1500 се разбира треба да се предвидат и буџетски средства, но имајќи предвид дека голем дел од тие што го остваруваат ова право, заминуваат сукцесивно, бидејќи правото нивно е до заминување во остварување право на пензија, така да ќе се ослободуват и верувам дека за неколку години ќе биде целосно расчистена состојбата, а веќе на есен, ако се измени законот, би требало уште над 1000, бидејќи има реакција од нивна страна да бидат офатени со овој закон, така да би можело, инаку има проблеми, за некои компании не постојат доволно податоци, некои судски поединечно докажуваат и така натаму, бидејќи се работи за некои состојби пред 20 и нешто години, кога немало баш соодветна евиденција во Централниот регистар, каде што не може се докаже, но се работи на тоа, дали одредена компанија во тој период пред 20-25 години била во доминантна државна состојба и во кој момент била, во кој не била. И последното прашање, ќе завршиме всушност како што започнавме со домашните инвеститори. Од вашето последно гостување во Македонија наутро до денес, расте ли бројот на оние кои што се домашни инвеститори, кои што се охрабруваат својот капитал да го вложат овде? Значи, ние апсолутно се трудевме, јас преку посетите на компании, прво да ги запознаеме. Се разбира, за поголемите компании не е проблем, бидејќи ти имат и поголем капацитет, членки се во комори, во асоциациите, поголем проблем се јави кај информираност, така и малите, покрај тоа што се разбира, постои согласно ние мерки на транспарентност, постојат алатки на веб сайт на министерствата, на владата, на сите сајтови на министри се објавени, разговори непосредни, еден дел не беа доволно информирани, бидејќи тие мали компании со 5-10 луѓе се разбира оптеретени со секојдневни нивни проблеми, не се во можност. За поголемите компании тоа е помал проблем, но интересот се големува и ние ќе се трудиме максимално да го промовираме тоа, бидејќи ова покажа дека до скоро одреден број на компании, иако, се анимира јавност и така натаму, не беа запознаени, бидејќи се работи, што кажав, за едни микропредпријатија кои се оптоварени со своето производство, својата наплата, исплата на плати, извоз и така натаму, но во идниот период и тие. Така да, мислам дека ќе биде голем интерес. Некаде кон крајот на јули ќе можеме, или почетокот на август, да кажеме колку точно аплицирале. За странските инвеститори горе-доле може да се предпоставува, бидејќи тие, освен овие нови инвестиции кои се дојдени, околу тоа се работи сепак за значајна сума од 240 милиона евра. Но за нив слушаме некако почесто, за разлика од домашни инвеститори, за тоа бе. Па добро, се разбира, тие се поголеми компании, поголем капацитет, и домашните со поголем, полесно
имаат поголеми капацитети. А сега и се мотивирани, имаат и Да, финансиска и се мотивирани, но зборувам за малите компании, дури еве во одредени разговори, тие или слушнале доцна, или не слушнале, недоволно се јавуваат, оние што ќе се јават, им даваме, им помагаме при аплицирање. Инициирав поставување на порталите, дури еден темплейт, еден урнек по македонски, како да аплицираат, како да изнесува планот, се разбира, еве, колку што можеме, се разбира, имат тие служби. Поддршката ја имаат, останува имаат, на нив. ќе видиме, ќе информираме наскоро колку тие барања се. И дека имаме повод за уште едно гостување и се надевам позитивни информации поврзани со сите овие теми кои што ги говоревме. Да, јас се надевам дека ќе има интерес и дека сите оние што ќе исполнат, има некои прашуваат дали ќе бидат доволни буџетските. Јас велам дај Боже да не бидат доволни, значи имало инвестиции, верувам дека ќе бидат доволни, а до година ќе видиме врз база на овој параметар како и во кој правец и дали треба по мене да се врши одредена измена на регулативата. Тоа е прв пат. Треба да видиме кои се нивни барања, кои се искуства и да го менуваме и законот и подзаконските акти. Благодарам господине Шапорич за гостувањето во Македонија наутре. Ви благодарам и вас. Поздрав до Македонската телевизија и гледачите на Македонска.